Дафина, вие доаѓате од Гостивар, од мултиетничка средина, во место кај што најдобро вие може и македонците и албанците меѓу себе да се разберете и на секој на својот јазик. Јас знам, имам и пријатели и познаници кои што македонци кои што го знаат и албанскиот јазик во Гостивар и зборат. Затоа што самата средина наметнува дека треба комуникацијата да биде поедноставна за да можат луѓето едни со други да се разберат. Вас не ве натерале и тие македонци не ги натерале со сила, со закон да го учат македонскиот јазик. И за жал, ја би рекол дека овој закон сега не се однесува за такви средини кај што се, како например Гостивар, кај што живеат албанци можда преку 40 или 50% од населението. Него ова закон сега и за Берово, кај што може да има 1 или 5 албанци, и за Ресе, и за Гевгелија, и за другите градови. Јас сакам да ви убедам, најискрено да ви убедам, кога се правеше рамковниот договор, се водеше сметка за оние средини, кај што претежно се албанците, да им се олесни комуникацијата на албанците со државните органи. И тогаш се разговараше за 1 албанец, 10 албанци, 500 албанци што се во некои општини, како тие да го остварат своето право. И тогаш се водеше сметка дека не може на тој начин како што сега предвидуваат новата коалиција СДСМ и ДУИ да го направат она што не е изводливо. Не може да се направи двојазична Македонија со закони да се натерат сите да го користат и едниот и другиот јазик. Него треба да види и не смени, како што е овдека предвидено, со казнени одредби. Ништо не се постигнува со казнени одредби. Само што повеќе се иритира и повеќе не е прифатлив нешто што, ако била добра идејата. Значи, граѓаните во Република Македонија, поготово за вакви суштински прашања, не смеат преку казна да бидат натерани на нешто што не е прифатливо кај обичните граѓани. И затоа јас би ги замолил колегите пратеници да водат сметка за овој закон, не би рекол ова законска одредба, него овој целиот закон, од првиот член до последниот член, се противуставни. Верујте, не може нешто што е противуставно да биде прифатливо кај граѓаните во Република Македонија. Секојаш треба да се води, затоа и Уставот е основниот акт, и Уставот водел сметка за оние права што можат и треба да бидат применливи за граѓаните ни цела Република Македонија. И затоа сакам да укажам дека законот треба да се повлечи и да се преработи согласно Уставот за да биде прифатлив за сите граѓани во Република Македонија, и за Гостивар, и за Гевгелија, и за другите општини.